Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skoplje kaže mi. Владата ја усвои информацијата за формирање Центар за итна медицинска помош Скопје на предлог на Министерството за здравство, со што започнува процесот на реорганизација на системот за итна медицинска интервенција во земјава. Целта на реформата е да се воспостави поефикасен, поодржлив и функционален модел кој ќе овозможи побрз одговор при итни случаи и ќе придонесе за подобрување на капацитетите за спасување човечки животи. Од Министерството за здравство информираат дека формирањето на самостоен центар представува значајна институционална промена насочена кон зајакнување на организацијската и оперативна независност на службата за итна медицинска помош. Според надлежните, новиот модел ќе овозможи поефикасно користење на човечките и техничките ресурси, подобро финансиско планирање и побрзо донесување одлуки во ситуации кои бараат итна реакција. Министерот за здравство Азир Алиу посочи дека реформата не подразбира создавање целосно нов систем, туку модернизација и институционално зајакнување на веќе постојната организација. Како што истакна, целта е да се овозможат подобри услови за работа, поефикасно распределување на инвестициите и долгорочен кадровски развој во службите за итна медицинска помош. Според планот, реформата ќе се реализира во повеќе фази. Во првата фаза е предвидено издвојување на итната медицинска помош во Скопје како самостојна институција. Во следните етапи постепено ќе се интегрираат и останатите служби во рамки на идниот Центар за итна медицинска помош, со цел воспоставување на поединствен и покоординиран систем на работа. Од Министерството наведуваат дека предложените промени се темелат на позитивни искуства од земјите во регионот, каде итната медицинска помош функционира како независна институционална структура. Надлежните очекуваат дека со формирањето на центарот ќе се надвинат и дел од долгогодишните кадровски и организацијски предизвици во системот, што треба да резултира со поквалитетна и подостапна итна медицинска помош за граѓаните. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски денеска изврши увид во тековните градежни активности за реконструкција на трговскиот центар во населбата Лисича, проект со кој овој простор треба целосно да се трансформира во современ, функционален и уреден јавен центар за граѓаните. Според информациите од општината, реконструкцијата се реализира согласно утврдената динамика, а по нејзиното завршување жителите ќе добијат обновен простор кој ќе овозможи подобри услови за секојдневен престој, движење, рекреација и дружба. Проектот опфаќа целосно поплочување на површина од околу 6000 квадратни метри, поставување на нова урбана опрема, уредување на простор со шах, маси, како изградба на детско игралиште. Дополнително значаен дел од реконструкцијата е насочен кон хортикултурното уредување на просторот и поставување нов систем за осветлување кој треба да придонесе за поголема безбедност и подобар амбиент. При увидот на терен, Митевски истакна дека проектот не подразбира само инфраструктурно обновување, туку создавање нов јавен простор кој ќе одговори на потребите на жителите. Со реализацијата на проектот, просторот се очекува да добие нова функционална и визуелна вредност, создавајќи попријатна средина за жителите на Лисича и околните населби. Станува збор за капитална инвестиција вредна 22,2 милиони динари, која се реализира со поддршка од владата. Од општина Аеродром посочуваат дека и во наредниот период ќе продолжат со реализација на инфраструктурни и развојни проекти, насочени кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Градоначалничката на општина Киселавода Бети Стаменковска Трајковска денеска изврши увид во тековните градежни активности за изградба на фекална канализација во населбата Бабин Дол, Припор, инфраструктурен проект кој се очекува значително да ги подобри условите за живот на локалното население. Според информациите од општината, проектот се реализира во рамки на програмата Унгарски кредит проекти фаза 2, согласно договорот меѓу владата на Република Македонија и Министерството за животна средина и просторно планирање за периодот од 2025 до 2027 година. При увидот на терен, градоначалничката истакна дека станува збор за еден од значајните комунални зафати во овој дел од општината, проект кој подолг временски период бил барање на жителите. Нагласи дека изградбата на фекалната канализација во Бабин Дол Припор представува уште еден чекор кон создавање модерна и функционална комунална инфраструктура и обезбедување подобри услови за живот. Според општинските власти, со реализацијата на проектот ќе се подобрат санитарните услови, ќе се намалат инфраструктурните проблеми и ќе се придонесе кон повисок квалитет на живот за жителите во оваа населба.
Од општина Киселавода најавуваат продолжување на инвестициите во инфраструктурни проекти, насочени кон подобрување на комуналните услуги и создавање подобри услови за живот на граѓаните. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информираше дека општинските екипи веќе втор ден поред активно работат на собирање кабаст отпад и поголеми количини смет на подрачјето на Кале, како дел од тековните активности за подобрување на јавната хигиена и уредувањето на јавните простори. Покрај интервенцијата на Кале, активности за расчистување се реализираат и на други делови од општината, меѓу кои Буњаковец, Дебармало и населбата 50-та дивизија, каде се отстранува кабаст отпад со цел создавање почиста животна средина. Од општината посочуваат дека паралелно со чистењето се одвива интензивна акција за косење и одржување на зелените површини. Градоначалникот Герасимовски истакна дека одржувањето на чистата и здрава животна средина представува заедничка одговорност и упатува апел до граѓаните за поголема грижа кон јавните површини. Од општина Центар најавуваат дека ваквите активности ќе продолжат и во наредниот период. Општина Карпош продолжува со реализација на проекти насочени кон подобрување на условите за образование, физичка активност и здрав развој на учениците преку инвестиции во модернизација на училишната инфраструктура и создавање нови содржини за спорт и рекреација. Од локалната самоуправа информираа дека годинава се поставени нови фитнес зони во 3 општински основни училишта: Војдан Чернодрински, училиштето Вера Циревири Трена и општинското основно училиште Аврам Писевски, со цел да се поттикне активен начин на живот кај најмладите. Според општината, иницијативата произлегува од потребата да се одговори на современите животни навики и зголеменото користење на технологијата, кои се повеќе влијаат врз намалувањето на Според општината, иницијативата произлегува од потребата да се одговори на современите животни навики и зголеменото користење на технологијата, кои се повеќе влијаат врз намалувањето на физичката активност кај децата и младите. Во услови кога современите животни текови и растењето на трендот за зголемено користење на технологијата влијаат на намалената физичка активност, општина Карпош превзема конкретни чекори за создавање услови кои ќе поттикнат активен и здрав начин на живот, наведуваат од општината. Новите фитнес зони се поставени на подлога од вештачка трева, со површина од 60 квадратни метри и се опремени со реквизити наменети за безбедно користење на отворен простор. Средствата за реализација на проектот се обезбедени преку годишната програма за спорт на општина Карпош. Изведувач на активностите е компанијата Мегаспорт од Скопје. Од локалната самоуправа оценуваат дека ваквите инвестиции представуваат долгорочно вложување во здравието, развојот и квалитетот на живот на младите генерации. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја